Во името на раката, чекан од лопатата, количката, о, рук. За новиот пат, за новиот мост, за новиот парк, о, рук. И за новата пруга, уште еднаш, о, рук. И за се што го гради човечката рака, човечкото срце, о, рук. Тоа се секојдневни поздрави на бригадирите, пред работа на трасата во населбата. Ваквите и слични бригадирски поздрави започнаа пред 30 години со започнувањето на младинските работни акции од првата младинска работна акција по ослободувањето пругата Брчко-Бановиќ. Значи, годинава прославуваме значаен јубилеј. Ниту една прослава досега немала толку голем работен карактер, како што е случајот со оваа јубиларна бригадирска 30 годишнина, со ова бригадирско лето 76-та. На 15 градилишта во земјава, на 15 работни фронта, илјадници младинци и пионери ќе поминат низ најголемата и највеличествена школа, низ школата која, како што вели другарот Тито, на младиот човек му го дава она што не може да го купи со никакви пари, зашто објектите на кои доброволно работи младината не се важни само од економски и други причини, туку најмногу поради тоа што на нив се создаваат нови луѓе кои ќе сватат и разберат што е тоа братство и единство, што значи нашата социјалистичка земја и како треба да биде ликот на нашите нови луѓе. Во нашата република, како придонес кон овој бригадирски јубилеј, се отворија две големи градилишта, две ковачници на братството и единството, двете сојузни младински работни акции, Мариово и Плачковица. Што е тоа работна акција, бригадир ударник? Што е тоа бригада, бригадирски живот, бригадирска песна? Како може да се дојде на работна акција? Одговорите на овие и на слични прашања ги добивме на трасата и во бригадирската населба на младинската работна акција Мариово 76 од самите бригадири. Еве да се запознаеме. Во Штипската бригада Славчо Стојменски се наоѓа и најмладиот бригадир, ученикот Иван Петров. Тој е ученик во 7 оделение во основното училиште Ванчо Прке од Штип. Иване, како успеа ти да се запишеш во ова бригада и еве овде на оваа акција Мариово 76 да се најдеш? Па јас слушав од другите дека на другите акции било убаво, па јас решив да дојдам на некоја акција да посетам како е животот на бригадирите И како беше тоа? Кој ти даде идеја? Татко ми и брат Милани беа за Плачковица, јас решив ова година дојдам за Мариово. Преку Сојузот на младината се запишев. А ти си пионер, нели? Да. Каков ученик си? Јас завршив 7 оделение со одличен успех. Одличен. А каков бригадир, каков работник си овде? Добре, ќе прашаме ние твоите командантот твој ќе го прашаме, ќе ни каже. Одличен сум. Да, разбравме дека си добар работник. Кажи ми, што најмногу те возбуди кога дојде овде? Па најмногу ме возбуди овде животот на бригадирите, бидејќи тој бил многу убав, јас не го замислував така. Потом... А како го замислуваше ти животот? Јас го замислив дека ќе видиме во некој шатори, некој на трава, ќе овде испадна многу поубаво и друго. Што најмногу сакаш да работиш тука? Сакам најмногу да фрлам земја, да земам земја, да пунам количка. Друго што сакаш? Да копам. Да копаш. Овде што научи ти, еве, за овие неколку дена? Колку дена си тука веќе? Веќе сме
Има и недела и више. Значи повеќе од 7 дена. Да. Што научи најново за овие денови? И од оваа акција? На Еве твоиве другарчиња погледни крај маливе екрани. Веројатно многу од нив не биле досега, а сакаат да бидат бригадири на некоја работна акција. Еве препорача им нешто, некоја твоја желба, порака една. Јас си препорачувам да и они доваѓат на акција, бидејќи на акцијата стекнуваш многу пријатели, има доваѓат од разни републики, од сите краишта на Југославија доваѓат разни бригадири, затоа се шири братство, единство. Познанство, другарување Да. и така натаму. Како те служи апетитот? Ми служи добро. Што најмногу сакаш да јадеш? Све, Се. да. А кога ќе легнеш, заспиваш веднаш или Не, што правиш тогаш кога не спиеш, а лежиш? размислувам. Зашто размислуваш? За жив, за другарчињата, За домашните дома? размислувам и за нив. Молам за утрешниот ден на работа, еве. Ресенската бригада го носи името на народниот херој Мите Богоевски. Представи ни се кој си ти? Јас се викам Чапкуновски Наджи од Ресен. Од бригадата Мите Богоевски од Ресен. Што работиш овде? Сега еве количката наполним овде и насипувам овде песок. Каде се сипува? Се сипува покрај пата. Се прави шкрамп. Колку тежи ова количка, еве вака? Негде 50. 50? 50 сигурно. Колку колички можеш ти за една смена, еве, да пренесиш? Па 70 можеме да справим. Инаку кога не си бригадир, што си? Инаку кога не сум бригадир, работам во предпријатие Галеб Ресен, механичар, автомеханичар. Автомеханичар. Потешко е да бидеш бригадир или автомеханичар? Па полесно е бригадир да бидам него механичар. Со кој алатки уште располага ова ваша бригада? Ова бригада наша располага уште со лопати и со казми. Ти со што сакаш најмногу да работиш? Со лопата. Полесно ли? Полесно. Може и со колички. Кажи ми, која била досега твојата најголема желба и дали е остварена со доаѓањето овде? Мојата најголема желба да се спријателам со многу другари и ми се оствара ова желба што дојдов овде. И веројатно посакуваш да бидеш ударник. Да, нормално. Има ли услови? Има. Во бригадата од Плоче, Гојко Ујдуровиќ, имаме неколку занимливости. Прво, тука е најстариот бригадир во оваа населба и најмладиот бригадир. Најстариот е Томислав, најмладиот е Сашо, презимето им е Медак, односно тие се татко и син. Потоа имаме тука и двајца браќа, имаме и две сестри, значи во оваа бригада, и овде се наоѓа и најтешкиот бригадир, некаде околу 120 килограми. Но затоа малку подосна, 120. Малку затоа подосна, а сега да ве прашам, како стигнавте овде? Omladina je zatražila od Doma zdravlja da uputi jednog saniteta, pošto sad po zanimanju sanitarni tehničar, onda je upravni odbor Doma zdravlja Ploče pustio, našao za shodno da idem ja. A pošto sam ja momu sinu obećao ako prođe vrlo dobrim uspjehom da će gleda Hajduka u Splitu, nisam imao prilike da ga odvedem u Split, onda sam njega poveo na ove radne akcije, tako da vidi kako je prva stvar Makedonija, kako se stvara među mladincima bratstvo, jedinstvo naših naroda, kako da vidi sve skupa kako se radi, kako se radi, kako se živi na samom u logorima, u mislim ovim barakama gdje se živi. Uvjeti su nam jako dobri, samo prve dane nismo mogli da priđemo na ishranu, jer naša dalmatinska spiza, ishrana je sasvim različita nego ovdje u Makedoniji. Već smo se sada naučili. Mali nema, što se tiče privilegija, niti mali u odnosu na nas, ustajanjem u 4.20 koji nam pravi sam svoj kret, ide na fiskulturu, sve radi onoliko koliko može, nikoga ne tjera i tako. Значи Сашо е најмлад бригадир во оваа населба, не само во оваа бригада од Плоче. Сашо, како се чувствуваш? Како се осеќаш?
Pa ja osjećam se dobro, stekao sam prijatelja, a, stekao sam prijatelje, a volim i s njima zaigramo nogomet pa na buće, a vi ne znate šta se to buće, to su igre popularne u Dalmaciji i to je ovako okruglo od drveta, pa imaju i 7, 8 buća i na to se igra. Ko bliže doje Bulinu... I kako se igra? Čija je bliža Bulin, tako se zove Bak, Bulin. Čija je njemu bliže, taj je punat. Toga je punat. A što rabotiš ovdje, eve? Pa ovdje ravnam, vozim karioli zemlju, kolicima zemlju vozim, kopam, nosim vodu, odem po vodu češće. I sve što mi reći. Sve što će ti kažat, znači ti moraš da ispolniš. Ti si brigadir kako i site drugi brigadiri, evo tatko ti to ako spomna, deka nemaš privilegija. I ova ti je prva akcija. Sašo ima 11 godini, porano jedna godina trgnal v učilište, završil 5. odelenije i сега je ovdje, kako što spomnavme, najmlad brigadir, a kakov učenik? Ja sam vrlo dobar učenik, samo sam 3. razred prošao odlični, a stalno prolazim vrlo dobri. Sa 1, 2, 3. Idem u osnovnu školu do Ganđić i Mišić iz Komina, to je naš prvoborac u selu. Znači ti si roden tamo? Rođen sam u Kominu na 19.4.1965. Dobro, ova ti je prva akcija tebe, ne li? Ovo mi je prva akcija, ja mislim da neće biti zadnja. Da neće biti posljednja. Evo ovdje, rekovme ti deka si najmlad, imaš okolo 47 kilogrami i evo jedna sporedba s ovoj tvoj kolega. Koliko kilogrami vi imate? Ima nešto oko 118 kila. Znači dobro, okolo 120 kilogrami, odnosno okolo 160 vkupno. A ko je podobar rabotnik, vije ili Sašo? A čujete, nemojte moju snagu ravnati i maloga. Malo mi je tek 11 godina, meni 23 godine, a meni nije prvi put na radnoj akciji kao što je njemu. Više puta bio na radnim akcijama, pa opet mi je nekako lakše. A koliko godini vi imate? Imam 23 godine, isto sam njegovih godina krenuo na radnu akciju na Đerdap 65. godine, isto sa 12 godina života mi sam krenuo tamo na rad. A vi odgovarali ovdje naša takuina? Ma lako je za kužinu, nego nisu mi nabavili uniformu, nema broja. To što je najveća muka, 58 broj, nema nigdje širine, a patike sam donio svoje, nema broja, ili je treba 47 po dužini. U stvari po širini, a po dužini mora 44-45 stati. Pa nekako sad krava na obe dvije noge ne mogu ići kako treba, nabija se noge. I kako se snalađete vaka bez uniforma? A sva je slična, pošto ima to iskustvo, pa sam ponio iz doma uniformu svoju, rezervnu, koja je bila prvo na radnim akcijama sa mnom. Što najmnogo ovdje vi se dopadja vam? A čujete, mislim, ambijent je isti koji u nas doli. U dolinu Neretve, tamo ima jedno Gabela polje, tako je sve isto, samo ne zalazimo još u grad, ovdje smo u logoru i tako. Mislim, sve mi je isto kao da se je upločano, samo je malo jezik buni, zato po jeziku se nalazim da sam u Makedoniji. Ovdje ima jedan brigadir, evo tu kakaj zname to, kako se vikaše, koji što zboruva se naopaku. Sušnost znaje da gi preveduva zborovite od nanazad. Isto така знае да... Еве најпрвин ќе ни се представи како се вика. Ja se zovem Musolin Dušan. И според тебе, Душане, како изгледа составот на првата сојузна лига? A sastav prve savezna liga naopako izgleda ovako, recimo Crvena zvijezda, Anevrc Adzevs, Hajduk Kudjak, Dinamo Omanid, Partizan Nazitrap, Veleš Želev, Vardar Radrav, Vančo Balevski, Očnav i Kseland, Rijeka Akeir. Слушнав дека и песните може да се пеат наопаку, ете така. Ај, например, ова Ој ноно ноно. Pa može, znači sve vrlo, koju god pjesme zna naopako, zna onaj Еве, naopus. например, Ој ноно. Naprimjer, Nono, moj dobri Nono. Da. Oki loki kileva čirpta čirpi salz, uta salna zoputev salim na salam,
Iman zenad nasal keritalav, a zeniat aç nasal irkto ay. O non irbodio mono, evsenja mi dulman začkila nu setan. O non irbodio mono, laje čirs, o joki sačirp, i babuljeta skivu jans, ti bećuju crsmom. Ристо Лазаров е командант на младинската работна акција Мариово 76. Еве овде, денеска е 23 јуни, значи денот кога екипата на откривање престојуваше на оваа акција, односно во оваа населба. Командантот Ристо ги очекува своите бригади, еве тие се прибираат, часот е некаде 13:30, замина веќе, скоро 14, и тие треба да се приберат во своето гнездо, во својот дом. Што значи оваа акција? Па, оваа акција, како и сите други акции во Југославија, за младиот човек значи многу. Значи среќавање со вообичаениот бригадирски лов на облаци. Значи среќавање прв пат со бригадирското здраво, со бригадирското орук, со бригадирската песна, значи едно зближување, цврсто, нераскинливо зближување на младите од сите краишта на нашата земја, значи едно снажно потврдување на работниот ентузијазам и елан на младите луѓе. Еве точно сега, кога доаѓаат бригадите, може да се каже и тоа дека бригадирите заправо и не знаат за доста. Ние работиме во моментот оваа недела по 1 час повеќе, бидејќи еден ден не работевме, го одработуваме. Меѓутоа и покрај тоа, кога ќе дојде крајот на работното време, имаме големи маки тешкоти да ги вратиме бригадирите во населбата, не сакаат да продолжат и натаму. Да останат на трасата секако. Да. Тука може би е и она желба за надпревар, која бригада ќе биде прогласена за ударна, кој ќе стане ударник и така натаму. Ние на трасата видовме, нашата камера забележа доста моменти, доста остана и незабележани. Меѓутоа, да се вратиме сега, еве, кога оваа рампа веќе е крената, кога неколку бригади влегоа во бригадирскава населба, како е организиран животот? Еве вака накратко да ги отвориме тие најважни страници на денот. Еве вака е организиран животот, токму како што пишува на рампата при влезот во населбата, забрането е внесување на тажни мисли. Вие сите забележавте и ката ден ние се среќаваме со таа слика. Овде се влегува само со песна. Овде и се излегува и се влегува во населбата и се живее со песна. Секоја секунда од бригадирскиот живот би рекол исполнета со песна, со возбуда, со на крајот на криштата љубов. Љубов во најшироката смисла на зборот. После враќањето од траса, бригадирите после ручекот имаат заслужен одмор двочасовен, а потоа во населбата почнува да врие буквално како во кошница. Почнуваат со работа сите курсеви, ги имаме 4 за обука на возачи, за прва помош, за фото, кино и радио аматери. Потоа во населбата работи младинска политичка школа, паралелка на политичката школа на Весникот Борба, натаму младинска политичка трибина, за спортските полигони и да не говорам, ние овде имаме игралишта каде што секој ден се игра фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, се игра пинг-понг. Во населбата работи нон-стоп, би рекла, во слободното време и разгласна станица. Навечер сепак е највозбудливо. Навечер
населбата блеснува во светлина. Едно од струјата електрична што имаме во населбата и друго уште повозбудливо, попримамливо од логорските огнови што секоја бригада ги пали секоја вечер. Покрај нив се игра козаречко оро, покрај нив првоборци од Прилеп и од Републиката евоцираат спомени пред бригадирите. Покрај нив на крајот на краиштата се слават бригадирските родендени. Една мала статистика покажува дека во текот на првата смена ние ќе имаме во населбата околу 40 прослави на бригадирски родендени. Веќе 5-6 бригадири го прославија својот роденден на акција со солзи и со уверувања заправо дека тоа никош нема повтор пат да го доживеат во животот. Таква една прослава на бригадирски роденден, на бригадирски начин, без многу помпи, скромно, меѓутоа од срце, искрено, Многу специфично. онака како што се живее во бригадирска населба во секој случај. Овде редот си има своји законитости и треба да се секако да се придржуваат сите бригадири. Тој ред започнува некаде во утринските часови. Тоа во почетокот беше и најголемиот проблем на акцијата, раното станување. Имено будењето на сите бригадири е во 4 часот и 30 минути наутро. На прв поглед тоа е рано, меѓутоа веќе вториот, третиот ден бригадирите се навикнаа самите да стануваат и веќе имаме една појава бригадирите да се будат сами преку своите дежурни 15 минути дури порано од предвиденото време со купниот ред во населба. Значи нема проблеми со тоа, Нема, тоа е навика веќе. Тоа е веќе навика која тешко се искоренува. Навечере беше во почетокот проблем да се издржи пожарство, да речеме од 12 до 2 часот се дежура на овие позначајните пунктови во населбата. Тоа беше проблем да не заспијат луѓето, бригадирите, особено помладите. Меѓутоа еве сега од ден на ден се нормализира, се тече како што треба и нешто повеќе од тоа. Вакви бригадири, ваква младина во вистинската смисла на зборот ретко се наоѓа. Ова е вистинската младост на Југославија. Ова е младоста низ чија градителска бригадирска песна низ целата земја заправо одекнува ехото на песната револуционерна која означува и цврсто непоколебливо чекорење по револуцијата што тече, по патеките на револуцијата што тече, наследувајќи ги и чувајќи ги револуционерните придобивки на нашата земја. И сега вака за овие наши најмлади гледачи што се наоѓа пред телевизиските екрани, една порака за нив, тоа се утрешни градители на оваа земја, тоа се бригадирите утрешни. Па јас во оваа прилика не можам да ја заборавам и секогаш, јас малку подолго време со акциите се занимавам и професионално, не можам да заборавам една порака од свеченото отварање на автопатот 61 година. Имено во поворката на автопатот идеш и пионерска бригада со транспарент "Другар Тито остави еден автопат и за нас". Ние денеска, кога славиме 30 години од младинските доброволни работни акции, во Југославија имаме 15 младински градилишта. Јас сум уверен дека до година нивниот број ќе порасне, дека не само еден, уште многу патишта, уште многу мостови, уште многу фабрики ќе бидат дело на рацете на југословенската младина, на рацете на најмладите генерации. Впрочем, вие се уверивте и самите дека овде имаме и бригадири од 11, 12, 13, 14 години, пионери, меѓутоа пионери само по возраст на траса во населбата не се предаваат и нив апсолутно и нив највеќе ќе ги навредите ако им во било кој момент им кажете дека тие се мали, дека не може да издржат, напротив, можат се. Бригадирскиот живот во населбата 11 октомври од младинската работна акција Мариово 76 продолжува во пополудневните и вечерните часови.
Ударници имаме и овде, а не само на трасата и не само во работата. Велат бригадирите, се разбира во шега, дека во населбата можеби треба да им се доделат ударнички значки на репеташите, на оние што се постојани учесници на вици-јадите, на оние што не ја признаваа ноќта за спиење. Еден бригадирски поздрав и за нив, и за денот што одминува, и за ноќта, и за утрото, почетокот на новата бригадирска етапа од новиот живот бригадирски.